Почитувани гледачи, добре дојдовте во вториот дел на Нов ден. Денес имаме една многу занимлива тема за разговор, а таа тема ќе ја обработиме со мојата денешна гостинка, која што е многу добро познато лице на сите вас. Нашата млада, но многу талентирана македонка Мартија Станојковиќ, која е спремна за светска кариера, учествуваше на детскиот Евросонг кој се одржа во Валета во Малта. Настапи 7 поред, а го освои 12-тото место. Сепак, нашата публика ја смета за победник. За импресиите од настапот ќе поразговараме денес со неа. Мартија, добре дојде. Добро утро, мило ми е што ме поканивте да учествувам пак на една ваква пријатна, убава, релаксирана емисија. Првин да кажам, презадоволна сум што од македонската телевизија и одговорните ме поканија да учествувам на таков голем настан. И пресреќна сум затоа што не очекував такво нешто да се случи во мојот живот и се надевам дека понатаму кога ќе работиме на мојата кариера, која веќе се одвива, се надевам дека ќе имаме уште поголеми спектакли да ви покажеме. Така. Искрено се надевам и јас, бидејќи не помина многу време од нашиот последен разговор овде кај нас во студиото, односно во поранишното студио. Сега сме во ново руво, со нова сезона на Нов ден, но еве уште еден твој успех. Како што ветивме, така и направивме за нашите гледачи. Да. Дали си горда на себе до некаде? Па, јас сум многу задоволна од мојот настап, да бидам, може би звучи нескромно, но да бидам реална, песната, настапот, искрено многу ми се допаѓа. Сега, мислам дека тука е вклучена политика, за освојувањето на, првото место. И многу не е некое пријатно чувство, но не се многу грижев, затоа што јасно ми е веќе тоа секоја година е така да сеедно ми е сеедно. Сепак, јас сум задоволна од мојот настап, дали ќе сум прво или последно место, знам дека сум направила или сум оставила нешто добро, во минатото на мојата кариера, така да задоволна сум. Така. А како што рече, не очекуваше дека токму ти ќе бидеш македонскиот представник на детскиот Евросонг. Кажи ни, дали си задоволна со песната со која настапуваш? Секако да. Пак ќе кажам, звучи нескромно, но мојата песна, за неја се погрижи Александар Масевски, композиторот на песната, кој се потруди за да, направиме нешто блиско до мојот карактер и до мојот темперамент, затоа многу сум среќна што го запознав тој човек. Тој е толку позитивен човек и даде се од себе да се работиме, за овогодишна детска Евровизија. Така. Колку време се подготвуваше за ова регионално шоу? За ова регионално шоу се подготвував дали околу 3-4 месеци и баш беше она напорно работење, затоа што дадов се од себе за да го постигнам врвот, но за жалете не излезе како што требаше да излезе реално. Но окей, сега мислам се едно е дали затоа што знам, пак ќе кажам, знам дека јас ќе кажам нешто, многу е важно да се земе учество на едно такво место. Да. Ти за многу брзо време постигна еден, како да кажам така, еден преокрет, еден тотален пресврт и во очите на гледачите и си створи многу фанови на твојата страница, што честопати можеме да пропратиме, да видиме. И мислам дека сите надалеку и во нашите соседни земји веќе знаат која е Мартија Станојковиќ. Да, мило ми е, што ме избраа токму мене да ја представувам Македонија. Меѓутоа, ете, како што излезе, но битно е што учествував на такво шоу, што луѓето ме запозна, ме видоа всушност која сум јас реално, ми го видоа мојот стил,
кога пеев на Пинкови звездички, тоа не беа лични мои песни, не можев толку да се Секако. представам со нели реално која сум јас. Сега со мојата прва песна, мојот прв сингл, почнав нели со добар почеток, започнав со својата кариера, така да задоволна сум и од почетокот, така да. Така. Оваа песна беше пропратена со многу занимлива кореографија на самиот сценски настап. Пак ќе повторам последниот пат кога разговаравме овде кај мене во студиото, рече дека планираш да се вратиш во тие танцови води. Докаде си со тој проект, со таа замисла? Така, додека работевме на кореографијата со мојата менторка за всушност кореографот Александра, која кој ме придружува на сцена, Ултра. Во меѓувреме, јас се вратив во форма, почнав и јас да играм. Сега ќе почнам со редовни тренинзи, со сила, со елан во мене да работам на себе и на мојата кариера, така да и пресечна сум што имав толку занимлива и интересна кореографија што на сите ми остави онака бум печаток. Кој те придружуваше во Малта? Како си задоволна од самиот пречек, а и од самата организација таму? Да. Првени ќе кажам, имавме одлични луѓе кои беа со мене. Таму беше мојата менторка за пеење Ивана Андоновска-Цвилар. И пресреќна сум затоа што таму бев обкружена со толку позитивна енергија, дел од делегацијата. Целата делегација беа толку пријатни и пристојни луѓе, скромни, со кои можеш да направиш добар договор, да се договорите на реален начин, не се некои како што постојат луѓе. Мислам, толку беше пријатно, поздрав и до нив, Мери и Раде, така да, се заблагодарувам пак, што беа таму со мене. Ти веќе имаш стекнато искуство, односно да настапуваш пред многобројна публика. Дали успеа во Малта да ги почувствуваш тие овации на публиката, бидејќи знаеме дека и таму беше во многу голем број? Да, чувствував. Едноставно тоа чувство не можам да го опишам, затоа што стварно е чудно кога веќе, знаеш, не можеш да сватиш. Јас се уште не сваќам дека веќе отидов и се вратив. Кога одав, баш се сеќавам, одав во авионот и го гледав Скопје, на Скопје кога бев, си велам дали е возможно одам во Малта за да пеам. За мојата работа што е највеќе сакам. Толку ми беше невозможно, тоа беше толку нереално, не знам, ама Така. Дали уште сонувам? Веројатно се расони кога стигна таму. И сега, да се задржиме на оној момент пред самиот настап. Дали можеш некако да објасниш со зборови? Како се чувствуваше? На што мислеше во тој момент пред да излезеш на сцена? Чувствував трема, да бидам реална. Чувствував се грижев дали се ќе излезе како што треба, затоа што беше многу работено, и ако го премислиш оноа што ти е сработено, можеби ќе се случи нешто што не е предвидено. Така да трема, возбуда, како и секој нормален човек што чувствува пред некој голем настан, пред некоја голема случка, нешто ако пред тест, да ги споредим, да се споредам со децата од моето училиште. Тие чувствуваат имаат тест на училиште, математика. Дали знаеш што да решиш? Дали си учел, дали не си учел? Всушност, тука негде, тоа чувство кое секој човек го има и секој човек го чувствува, така да сите знаеме всушност за што зборувам, затоа што сите барем еднаш го имаме тоа доживеено, затоа знаете луѓе како е. Така. Одлично, значи конструктивно не го објасни тоа и не го долови на некој начин тоа чувство. Ајде сега кажи ни, бидејќи потребната промоција кај нас за твојата нова песна за жал не ја доби поради забраната на ЗАМП, но доколку погледнеме на YouTube каналот можеме да приметиме дека песната има многу бројни прегледи. Дали си задоволна? Секогаш може подобро, да бидеме реални пак. Да, задоволна сум затоа што сепак тоа е мојата прва песна. И толку многу овации,
тоа е веќе, нели, на јуниорската Евровизија оди, па така да, мислам, ова е супер, супер. Пресреќна сум и имам добар спот, добра песна. Ти си така. задоволна од целокупниот тој твој ангажман, а и од самата песна. На кого особено се заблагодаруваш за оваа песна? За оваа песна? Нели, Александар, мојата менторка Ивана и мојата мајка. Се заблагодарувам на мојата мајка затоа што ми овозможи, нели, мојата мајка и мојот татко. Тие се највеќе Ангажираните, најголема поддршка. Највеќе се потрудија за да достигнам јас до ова ниво. Да не беа тие, јас кој ќе сум јас, што знам. Мислам, луѓето нема да ме знаат, тие вложија се буквално се, енергија, се. И едноставно, не знам. Так. Македонците сметаат дека достојно не представи на овој детски Евросонг. Дали можеби некој од македонската музичка сцена ти пружи поддршка? Се надевам дека никој не ми, нели, прати лична порака. Така. Но се надевам дека сите, нели, македонски изведувачи, македонски артисти ми дадоа голема поддршка и верувам во тоа затоа што и тие знаат, нели, јас сепак сум на почетокот и имат поголемо искуство некој од нив од мене, така да мислам дека да. Так. Како ти оди она ускладување на обврските со музиката? Да бидам искрена, тешко е, затоа што, нели, поради училишните обврски, поради, сега оди полугодие, па се спремаме со тестови, некои испрашувања кои јас за прв пат во мојот живот ги слушам, тие лекции, нели, тие ангажмани што треба да ги завршам. Така да, тешко ми е, но ако сакаш, можеш да го завршиш, така да не е некој голем проблем за мене. Така, одлично размислуваш. Би сакала да го напоменеме како за крај на нашата емисија и твоето вклучување во кампањата на Жито Лукс. Премногу си млада, но одлично размислуваш и се гледа дека созреваш во оној вистински правец, а сепак еве јас ќе кажам благодарноста е до твоите родители пред се. Тоа е лесно воочливо, па би сакала да го слушнеме твоето мислење во врска со целта на оваа кампања. Пресреќна сум, нели, што сум дел од таа кампања. Тоа е едно хумано дело кое, нели, дел од Жито Лукс, целиот Жито Лукс всушност работи на тоа за да им се помогне на останатите на кои им е потребна помош. И тие се толку хумани, толку пријатни луѓе и не знам, едноставно кога слушнав дека постои таков проект, прво што беше им се заблагодарив на нив, нели, што помагаат на останатите и всушност пресента сум затоа што тоа се случува токму во мојот, нели, мајчин град. Така да прекрасно дело. Кампањата е, нели, се уште трае и гледајте при крајот да се соберат доволно парични средства за да помогнеме на малите дечиња што стварно им е потребна да помогнеме оному кому што тоа му е навистина потребно, како што рече. Сега, кои се, дали би можело да не откриеш еден мал дел за твоите идни планови? Па, немам нешто да кажам посебно, но можам да кажам дека во иднината би сакала да се занимавам со пеењето, секако. Да имам нови песни, например да се случи да излезе некој мој албум. Се надевам дека колку ќе уживам и јас и публиката ќе ужива, така да тоа е тоа, не работиме, па се надевам дека и вие ќе уживате во тоа. Така. Ти благодарам што одвои време денес да не бидеш гостинка и да поразговараме за самиот овој настап, бидејќи ова е еден разговор кој што им го должевме на нашите гледачи. Така е. Благодарам на поканата. Се гледаме повторно во иднина. Така, почитувани гледачи, Мартија Станојковиќ е едно многу младо девојче кое што својот сон успеа да го изреализира. Значи, доколку нешто се сака, секако дека се може. Имајте убав ден, останете со програмата на К3 телевизија.